Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашното издание на емисијата ќе се сконцентрираме и ќе ставиме фокус на образованието и образовниот систем, меѓутоа не само во Македонија, туку и во Европската унија, ако можам така да кажам, па и на просториите на Балканот, меѓутоа ќе зборуваме не само за предизвиците со кои што се соочува образовниот систем во Македонија, па и светот, туку што поважно на решенијата, на начините како да се подобри образовниот систем и секако можноста да се искористи сиот оној потенцијал кој што младите го имаат во себе. Имено утрово имаме една многу важна информација, а тоа е дека Македонија за прв пат во суштина ќе извезува образовен модел во Европската унија и наместо она што значи одлив на мозоци, ќе извезуваме знаење. Токму затоа вечерва имам гостин со кој што ќе ги разговарам сите овие теми. Велам добра вечер за Александар Чамински, директор за стратешки партнерства во Брейнстер и НУ Академијата за талентирани средношколци. Добра вечер. Добро вечер, Анастасија. Ви благодарам на поканата. Благодарам што ја прифативте, бидејќи она за кој што првично би сакала да зборувам на почеток на емисијата, она што беше навистина многу актуелна вест утрово, она што одекна и што навистина е за поздравување, а тоа е дека Брейнстер групацијата, поточно она што значи Академијата за талентирани средношколци, од септември до октомври од новата учебна година ќе биде достапна како франшиза и во Словенија. Како се случи ова? Знаете како викаат, ако доволно долго работите на една работа и ако сте доволно долго посветени на нешто, работите или среќата ќе ве потрефи, да кажам. Во изминативе, па да кажам 5-6 години во Брейнстер како организација работиме на, да кажам, интернационализација на нашите продукти. Имавме неколку, да кажам, успешни и неуспешни проекти along the way. Меѓутоа сме особено горди на токму на ова што го спомна и ти, франшизата која што на НЮ, Академијата за амбициозни средношколци, која што ќе се организира од октомври, септември, октомври и во Словенија. Бидејќи, како што кажа, ќе биде буквално извоз на образование, да не речам првиот извоз на образование од Македонија. И сега како се случи ова, тоа е многу добро прашање, бидејќи да кажам почнавме да тргнавме од помислата, да кажам, да си го решиме самите проблемот. Значи уште на почетокот на 2024 година започнавме да работиме на еден продукт, да кажам, кој што ќе ни помогне да го подобриме квалитетот на студенти кои што се пријавуваат за нашите академии или програми на Брейнстер Next, на Брейнстер Next факултетот. Не знам дали сте читале, постои едно истражување кое што вели дека јазот помеѓу средното образование и, да кажам, факултетите се повеќе или од година во година се зголемува. Што значи тоа? Дека средношколците кои што се запишуваат на факултет се помалку подготвени. И тоа не се случува, за жал, само во Македонија, се случува, да кажам, во регионот или во светот. Така да не е нешто од што треба да се плашиме, нели? Природен процес на работа. Тоа е, да кажам, природен процес, бидејќи технологијата, начините и методологиите на образованието се менуваат со брзина на светлината, да кажам, така да мораме константно да иновираме и да им помагаме, да кажам, на студентите во таа транзиција, бидејќи кога се иде на факултет е една од најголемите одлуки кои што средношколците ги прават. Го споменавме Брейнстер како групација, за гледачите еве како една информација, повеќе од 11.000 алумнисти и во суштина Брейнстер концептот кој што го има е да пренесе практично знаење за сите оние предизвици со кои што се соочуваме во моментот во насока на вештини, знаење, меѓутоа и долгорочно сето она што иднината би донела
и од она што можеме да го спокуваме во една реченица е дека ги подготвува сите оние кои што се дел од Brainster да за со практични вештини и знаења за кои што се веднаш применливи во она што значи работно опкружување и она што значат вештини за иднината. Фокусот е дигитализација, вештачка интелигенција и слично. И сега кој е концептот, бидејќи ако зборуваме за академиите, ако зборуваме за за сите оние кои што доаѓаат во Brainster, а веќе имаат одредено па и факултетско и работно искуство а доаѓаат во Brainster за да се доедуцираат, каков е концептот кога станува збор за Академијата за талентирани средношколци? Што е толку посебно во Академијата за талентирани средношколци, што практично беше препознаено и во Словенија? Така, значи да кажам, не е нешто поразлично од концептот на Brainster како организација, меѓутоа овој пат програмите се комплетно адаптирани за, да кажам, млади амбициозни луѓе од 14 до 18 години, кои што, да кажам, прв пат се соочуваат со ваков тип на реални проекти, на работа со компании. Замислете, вие кога сте факултет, веќе имате колку толку некаков осет како тоа функционира. Меѓутоа во средна школа, они за прв пат се соочуваат со сето ова. Така да се работи за кога станува збор за академиите за талентирани средношколци, се работи за 6-месечни програми каде што студентите 2 пати во неделата по 2 сата имаат предавања или работилници, ние ги викаме, бидејќи сето тоа е, да кажам, практична работа, workshops. Значи не е во суштина класичен тип на предавање каде што само оној кој што го пренесува знаењето предава, а другите случаи, туку претпоставувам има некоја интеракција. Точно, има огромна, да кажам, интеракција каде што студентите буквално работат на реални проекти. Значи покрај тие, да кажам, основни предавања, ајде да ги наречеме, они буквално секоја недела имаат некаков евент или некаков надпревар, дали можеби хакатон кој што е организиран во склоп на организацијата. Сега идејата е кога со сите франшизи кои што ќе бидат во регионот, тие надпревари да се интернационализираат. Например, да имаме еден начин надпревар по математика во Македонија, надпревар по математика во Словенија, после правиме меѓународен надпревар по математика. Така да Ги споменавте франшиз, повторно ќе се вратам на франшизата, бидејќи ги споменавте дека на Балканот, нели, франшизата, очекувате ли во други европски земји или пак тука во Балканот да се прошири оваа франшиза, која веќе има во Словенија и ќе почне од есенва, дали работите на тоа да можеби ова знаење што го имате и овој начин на образование се излее и во другите, ако може така, и се пренесе во другите земји? Апсолутно. Значи можам да ви потврдам дека разговараме па можеби со сите земји во регионов или ајде да кажам на Балканов, со по неколку институции, да кажам, образовни институции во регионот, во секоја од овие земји. Меѓутоа разговараме и со земји во Европска унија, затоа што на крајот од денот Словенија е дел од Европската унија. Така е, тоа е една од причините зашто одиме со Словенија, бидејќи со една нога Словенија е, да кажам, во Западна Европа, а со другата нога е на Балканот. Може да се каже дека е мост помеѓу она што значи Балкани и Западна Европа. Токму така, значи го гледаме како еден мост помеѓу Балканот и Западна Европа и така да. Како се случи ова? Што видоа како квалитет во овој начин? Што видоа како квалитет во она што значи Академијата за талентирани средношколци на Brainster? Што беше поразлично од она што тие можеби го имаат? Па видете, традиционално Словенија е една од земјите кои што, да кажам, знаат да препознаат што е добро образование. И се извинувам што ќе прекинам, меѓутоа и во принцип нема лошо образование, напротив, многу македонци од во Словенија да студираат токму поради квалитетните образовни програми кои што се таму. Но овој пат се случува спротивно. Словенија гледа дека тука во Македонија има нешто што е добро и што може да им користи на нивните студенти.
Точно, меѓутоа баш и од таа причина, како што ви кажав уште на почетокот, решивме да направиме продукт за овие талентирани средношколци, бидејќи мислиме дека навистина фали тој, да кажам, напредок во тој сегмент на образованието. Ние решивме да направиме нова категорија на образование, која што ќе биде мост помеѓу средното образование, да не речам, и факултетот. Значи, тоа е она што може да го препознаат словенците како земја. Споменавме практично образование, меѓутоа она што го споменуваме во текот на разговорот кога станува збор за младите е талентот. Има ли Македонија талентирани млади и ако веќе ги има, а сигурно сум дека ги има, меѓутоа вие сте во тој процес на образование и многу подобро ги знаете, работите. Што правиме со тој талент? Дали знаеме да го препознаеме? Дали откако ќе го препознаеме, знаеме кои вештини да му ги дадеме, бидејќи еден талент е ништо ако на него не се работи. Друг може би да има помалку талент, меѓутоа ако ги стекне вештините, знаењата, може подобро нели да чекорени целиот процес. Меѓутоа, ајде започнеме. Има ли талентирани млади во Македонија и што покажува она што вие го гледате во секојдневната комуникација со нив? Апсолутно да. Не само талентирани, туку и амбициозни млади, да кажам, средношколци ги има и тоа во голем број во Македонија. Во денешно време, може би она што ние го гледаме, да кажам, како организација е дека 90% од работите или интересите на овие средношколци доаѓаат надвор од формалното образование. Значи, ние треба да се на еден начин трудиме како да им го задржиме вниманието во чекор со технологијата и можностите кои што им ги нуди технологијата за да излезат, да кажам, надвор во светот или да ги понудат своите квалитети надвор од Македонија. Така да дефинитивно постои огромен талент на средношколци во Македонија. Што се случува со средношколците кои што се дел од оваа академија? Дали имаат контакт можеби со фирми, компании со кои што се работува Brainster, бидејќи споменавме на неколку пати, значи ми вие кажавте дека има практични работилници, хакатони, како изгледаат тие? Дали тоа значи дека ќе имаат можност да не само да работат на реални проекти, туку и реално да бидат во контакт со можебидните работодавци? И што тоа генерално како го прифаќаат тоа младите? Апсолутно, тоа е една огромна можност за младите, не само од NU академијата, туку за сите буквално студенти на Brainster. Имаат можност буквално да се спојат на еден начин со повеќе од 200, повеќе од 300 партнерски компании со кои што во моментот Brainster како групација соработува на еден начин. Очекуваме овој број на компании да се зголеми со франшизата која што ја нудиме во Словенија. Тоа значи дека веќе меѓународно ќе може да... Апсолутно. Односно би соработувале со некои компании од во случај Словенија, меѓутоа тоа значи Европската унија. Апсолутно, веќе и соработуваме со меѓународни компании кои што се присутни во Македонија, така да со време го препознаваат тој талент, да кажам, на студентите на Brainster и на NU, така да Што е со останатите средношколци? Например, супер се овие програми што ги нудите средношколците кои што се дел од ова вашата образовна програма, меѓутоа имаме средношколци кои што можеби физички не им е достапна програмата, не би можеле да доаѓаат тука за да ги слушаат предавањата, меѓутоа имаме талентирани средношколци. Нудите ли некои други активности за средношколците низ Македонија и дали фокусот можеби токму тука треба да биде на пониското образование, зборам основно не, меѓутоа средно, за да се подготват за она што значи факултет, па да не ни се случуваат за жал они информации кои што ги имавме дека од 75 средношколци кои што биле скрос одлични при полагање за влез во одредено, основци за влез во одредено средно училиште, половина од нив него поминале испитот. Тоа подразбира дека некаде нешто треба да се подобри, треба да се воспостави некоја рамнотежа. Но каква е состојбата? Во контакт ли сте со другите средношколци од Македонија? Што покажува тоа? Апсолутно сме во контакт. Прашањето ти е многу добро, Анастасија, бидејќи секојдневно гледаме како да
да се поврземе, ајде да кажам, на еден начин со државното образование или со формалното образование и ние како приватно образование. Значи, цело време гледаме да направиме дали се тоа, да ги искористиме нашите предности и пристапот до технологија и да изградиме некаков вид на апликации или програми кои што ќе можеме да ги понудиме, да кажам, бесплатно на овие државни програми, средни школи или факултети, како што е, например, Универзум беше една од последните алатки што е. Значи, Универзум е AI. Може ли да објасниме, мислам дека имавме тука на Алфа и едно објаснување, мислам, во една друга емисија за тоа што представува Универзум, имаше и приказ на тоа како се прави, и тоа е да се потсети. Универзум е една алатка за вештачка интелигенција која што во суштина треба да им помага на македонските средношколци да решаваат математички задачи или најдобро кажано да ги подготви за државната матура, при што достапни се задачите од државната матура, меѓутоа и не е само да им ги реша задачите, туку цел еден процес. Може ли да ни објасни зашто станува? Точно, Универзум е буквално AI алатка која што им помага на средношколците да го подобрат, да кажам, нивното знаење во математика. Како порано што имало, не знам, приватни часови по математика на еден начин, сега имаме AI тутор каде што можеме буквално да ставиме слика од задачата во AI алатката и да добиеме назад како се решава таа задача, образложение како се решава таа задача, како се доаѓа до резултатот на таа задача. Во суштина тој е како некој приватен наставник кој што би ни бил достапен во секое време за да ни помогне да решиме некој математички проблем. Точно така. Достапна е за сите? Достапна е за сите. Да имаме работа некоја претплата или на кој? Нема. Тоа е достапно за сите бесплатно. Значи може да го користат сите кои што... Да, можете и вие сега, ако сакате. Да, можда би било интересно да пробаме да решиме некоја математичка задача, но јас сум повеќе да се фокусираме на тоа да ги решиме како вие ги решавате предизвиците генерално во образованието. Добро. И сега го споменавме тоа дека сте во комуникација, дека сакате да воспоставите одредена мост помеѓу приватното и средното образование, што лично сметам дека е многу значаен, имајќи предвид дека искуството на едните и другите може да бидат значајни во целокупното подобрување на образованието во Македонија, но за жал низ годините наназад, ова го зборам од самостојувањето, па ако одиме години наназад, сме имале воведување на различни образовни програми, дел од нив успешни, дел од нив неуспешни, меѓутоа се експериментирало со одредени образовни програми кои што до некаде можат да бидат меѓу другото и виновници за состојбата за која што ни се случува, па еве имавме последна информација дека втора година поред веќе не сме на Шангајската листа која станува збор за, односно Кирил и Методи универзитетот не е веќе на Шангајската листа на 1000 најдобри факултети, односно универзитети, но и самата министерка зборува дека она што е затекнато е навистина проблематично и фер е да се признаеме, како што и се признава дека треба да се работи многу. Но треба ли да има некоја врска, некоја соработка и каква е вашата соработка, но снимате ли соработка, споменавте дека сте во комуникација со средношколците, но колку приватното образование може да му помогне на државното и обратно, колку овие две сегменти може да се надополнат за доброто на сите на крај на денот, односно за доброто на младите? Супер, фала ти на прашањето. Значи, ајде од почеток да фатам. Значи, точно не сме на Македонија повеќе или Кирил и Методи не е повеќе на таа нели Шангајска листа или топ 2000 како беше универзитети на Шангајската листа, меѓутоа точно тоа не се случи преку ноќ. Тоа е, да кажам, ерозија која што трае со години и тоа не е само во Македонија, и во регионот, да кажам, се случува истото во образование. Така да, на еден начин образованието тапка во место додека технологијата и методите на изучување одат напред со брзина како многу промени брзо се случуваат, особено со наледот на вештачката интелигенција, дигитализацијата, се некако побрзо се случува. Абсолютно. И тие фази кога, ако може би требале 10-15 години, сега тие временски периоди се дури многу пократки. И никако како да не сме доволно спремни
Иако најавена и дигитализација и изучување на вештачка интелигенција и ќе се воведува во образовниот систем, но и се извинувам што прекинав, но да, долгорочното експериментирање со образовни програми и начини доаѓа до носи до тоа да еве се случи ова што се случи. Точно. Меѓутоа мислам дека соработката помеѓу приватниот и да кажам државниот сегмент на образованието може многу да придонесе тука, како што кажа и самата размената на искуствата, споделување на не знам разли методологии на изучување кои што и ние и приватното и државното образование ги да кажам работат деноноќно на тоа е еден од начините како да го подобриме образованието во земјата. Нашата соработка или нашата најголема соработка со државните институции е преку нивните професори или наставници. Постојат многу амбициозни, да кажам, професори и наставници кои што сакаат да дадат све од себе за да им помогнат на нивните студенти, буквално ги гледаат како нивни деца, да кажам, за да им помогнат да одат напред во нивните кариери. Така да мислам дека токму тука ја гледам соработката помеѓу приватното и државното образование, да биде буквално една отворена размена на информации, размена на искуства со цел да на крајот од денот најголемиот бенефит да го види ученикот или студентот. Па и самата алатка универзум, нели ја спомнавме, и тоа е во бенефит, нели, и на подобрување на генералното образование, па и помош, ако може да се каже, на оно што значи и формално државно образование, бидејќи нели помошта со тој тутор по математика за решавање на задачи и тоа како може да помогне. Јас сакам само кратко да се навратам на тоа дали можеби се планира некои други да се воведат некои други предмети во универзум покрај математика. Физика, хемија и тоа било секогаш предизвик. Не сум сигурен, меѓутоа можам со сигурност да ви кажам дека се работи на други алатки од типот на универзум, така да можеби нема да бидат конкретно насочени кон еве да кажам некој конкретен предмет, меѓутоа можеби во некоја друга област, ајде да не откривам премногу. Повторно би било, претпоставам, да, вештачката интелигенција во светова. Точно така. Да, почитувани, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, но за кратко се враќаме назад во студиото и продолжуваме таму каде што застанавме. Добро дојдовте назад, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот. Александар Чомински, зборуваме за тоа каде е иднината во образованието и како нели да се искористат сите потенцијали на младите. Продолжуваме понатаму. Да се навратиме на концептот на образование кој што го нудите. Една од ако можам да кажам, од дел од групацијата на Brainster е секако и Brainster Next коледжот, кој што во суштина е првиот практичен коледж за дизајн и софтверско инженерство во Македонија. Што подразбира тоа прв практичен коледж? Бидејќи некако константно ја споменуваме практичната работа, менторството, што подразбира, односно како овој концепт е можеби поразличен од оно што го нудат другите образовни институции? Така, значи Brainster Next е, како што кажавте, првиот applied college, да кажам, во Македонија. Тука под број 1 би кажал практична методологија на изучување на работите. Тоа вклучува повторно работа на реални проекти, исто така менторства, точно. Значи менторствата, меѓутоа нашите професори не се само професори, тие се и на еден начин ментори на one-on-one со учениците или студентите. Тие немаат само академско познавање, туку имаат и долгогодишно искуство во индустријата, така да таа хемија, да кажеме, многу битна за развој на студентите во Brainster Next. Го споменавме менторството, дали тоа подразбира дека менторираат одреден студент само како менторство во повеќе сектори или се менторира одредена практичен проект? Па и двете работи. Значи се менторираат и како буквално one-on-one, каде што студентот, не знам, има
не знам, некоја идеја за некој бизнис кој што е поврзан, да кажам, од даден предмет, така да може слободно да пристапи до некој од нашите ментори кои што ќе му помогнат можеби при реализација на таа идеја или ќе го насочат, чекај не вака, можеби размисли на ова. Ме разбирате што сакам да кажам. Меѓутоа исто така и на работа на тие реални проекти. Значи, кога студентите работат на одреден реален проект, они имаат комплетна поддршка или менторство од страна на овие професори, така да Опипливи ли се резултатите? Има ли некои проекти кои што така може да кажете дека сте горди или пак се изреализирале, бидејќи ме интересира што излага на крајот од овој процес. Има ли опиплив резултат, опиплив проект, можеби нешто што е понудено на пазарот како продукт или знаење или зборува изработено од средношколците? Од средношколците или од генерално од студентите, ајде да кажам, кои што биле дел од Дефинитивно постојат и како што кажавте и Универзум како алатка е изработена делумно од студентите. Значи Универзум како алатка е изработена од студентите на Brainster Next заедно со менторите, да кажам, на Brainster Next. Значи све е као from the community for the community, како што би се кажал. Одлично. Сега имаше и останати надпревари хакатони, меѓутоа и надпревари по математика кои што беа организирани, што навистина е за поздрав, бидејќи никако се чини дека математиката низ годините е пренесувана како страшило во предметите во образовниот систем и како нешто што е предодредено само за некои. Меѓутоа, чинам дека последниот надпревар по математика покажа дека многу голем интерес има на младите кои што сакаат да учествуваат во надпреварот и не само тоа, туку дека има и доста добри математичари во Македонија, па и наградата беше доста примамлива. Меѓутоа што ни покажува ова според вас? Па тоа ни покажува буквално за она што разговаравме пред малце, дека има голем број на амбициозни средношколци или млади луѓе во Македонија кои што сакаат да одат напред, кои што имаат визија, за кажам, за раст во кариерата. На последниот ултимат мислам дека имавме околу 1200 учесници на надпреварот и околу 300-350 финалисти кои што, да кажам, се бореа за таа прва награда, која што беше доста примамлива. Така да интересот е голем, меѓутоа треба да се работи на понудата. Значи, затоа секојдневно и неуморно работиме на тоа да создадеме можности за тие млади луѓе да одат напред, да се образуваат и да кажам, да останат во нашата земја, да можат да го искористат знаењето, да кажам, од Македонија. Колку и што според вас е причината што им е потребна на младите, односно што е оно што им е потребно на младите? Дали е тоа потребата од повеќе надпревари, надпреварувачкиот дух, оно што значи да се надпреваруваат и да покажуваат колку знаат и што знаат, па и да освојуваат награди? Дали е потребна иновативност во образовниот систем или пак е потребно нешто друго? Што е оно што вие увидовте дека му недостасува на образованието и што го правите поразлично? Па видете, мислам дека нема некоја идеална формула како ова функционира, меѓутоа како што разговаравме до сега, мислам дека реалните проекти, менторствата кои што ги добиваат од страна на професорите, значи практичната работа која што ја добиваат преку нашите партнерства. Оно што значи дека не им треба сувопарно, барем јас така разбирам, само да добиваат знаење во вид на предавање, туку бараат нешто по-опипливо. Апсолутно, значи со целиот овој да кажам микс на работи кои што ги добиваат студентите, они се оформуваат како личности кои што се спремни да направат следен чекор во нивната кариера, дали тоа е на нивното прво работно место или второ работно место, така да ќе видите дека во текот на годините се потешко ќе станува за студентите или да кажам за младите луѓе да доаѓаат до тоа прво, второ или трето работно место, заради тоа што честопати студентите кога излегуваат од факултет, излегуваат без многу искуство. Сега кога ќе им дадете вие на студентите додека се во системот на образование, без разлика приватно или државно,
кога ќе им дадете практична работа, работа на реални проекти, пракса од неколку месеци, менторства. Значи, буквално тие студенти стануваат многу поатрактивни за работодавците, дали во Македонија, дали надвор од Македонија. Вадите студент кој што веќе има работно искуство на еден начин, кој што знае да се справи со една работна атмосфера. Како гледаат компаниите на сето ова? Сигурно сум дека гледаат позитивно, меѓутоа читам дека компаниите долго време она што апелираа беше да се адаптира образовниот систем на потребите што ги имаат компаниите. Ние многу често слушавме дека дури се потребни и има многу правници, има многу економисти, дека потребни се и некои други вештини кои што генерално и во брзиот процес на менување на светот и на оно што значи одење напред потребни се константно до усовршување, меѓутоа образовниот систем некако не ги даваше така спакувани, убаво не го нудеше на пазарот на труд она што е потребно. Компаниите отворени ли се и дали во суштина, да речем задоволни е можеби погрешно, меѓутоа дали добиваат кадар кој што им е потребен. Тоа е важно, бидејќи на крај на денот важно е и младиот човек кој што ќе заврши со образование да не лути, да не седи дома. Апсолутно. Туку своето знаење, вештини да ги пренесе и да ги искористи за компанијата, за општеството, за себе. Апсолутно. Имам неколку на неколку од прашања ќе ви дадам одговор поразлично. Спомнавте да не лутаат. Токму затоа и ги оформивме, да кажам, NU академиите за средношколци, бидејќи гледаме дека студентите кога се запишуваат на факултет честопати не се сигурни дали се запишани на правата програма. Значи, ние им даваме една можност уште во средно образование, они да пробаат во втора година средно дигитален маркетинг, во трета година средно да проба графички дизајн, во четврта година средно да проба програмирање, да можат да експериментираат додека се во средно образование и да можат да донесат некоја одлука како би сакале да ја продолжат нивната кариера, односно во која насока. Затоа што или зашто се талентирани, нели, што им лежи. Тоа е многу битен детал, ајде да кажам, од Академијата за средношколци NU. И што и беше другото прашање? Прашањето е како компаниите реагираат на сето тоа, бидејќи многу е важно и тоа е добро за целото општество. Прво општеството, системот образовен да продуцира кадри кои што ќе одговорат на барањата на оно што значи пазар на труд. Без разлика дали е државен, приватен, меѓутоа треба да одговори на барањата. И тоа е добро не само за индивидуално луѓето да се реализираат во својата работа и професија, туку тоа е добро за општеството. Тоа е добро за системот, сето тоа е еден поврзан круг, поврзан систем каде што сите би имале корист. Како компаниите гледаат на сето? Точно, имаме конкретен тим, да кажам, во организацијата кој што неуморно работи со компании во Македонија и надвор од Македонија со цел да ги, да кажам, да ги креира програмите врз основа на нивните потреби. Значи имаме тим кој што секојдневно комуницира со различни типови на компании, чии што, да кажам, директори или работници на тие компании ни помагаат во креирање на самите програми, односно што е тоа што во моментот му треба на пазарот или што е тоа што во иднина ќе му треба на пазарот уште подобро. Да, можеби уште поважно. Да, каде оди иднината и што ќе биде иднина. Така е. Заради тоа сме во константна комуникација со приватниот сектор или компаниите, да кажам, во Македонија и во регионот. И резултатот од тоа е, да кажам, заради тоа што имаме огромен процент на вработеност на нашите студенти. Во Next коледжот имаме 100% вработеност на нашите студенти. Значи, сите студенти кои што завршуваат на нашиот факултет имаат најдено работа. Значи, тоа веројатно и кажува за квалитетот на програмата, квалитетот на праксите кои што се одвиваат на Brainster Next како коледж. Ја споменавме неколку пати вештачката интелигенција, која што во суштина и ќе биде една од водечките сили кога станува збор
и алатки кога станува збор за она што значи и работа и олеснување на работниот процес. Една од новините кои што се најавени во образованието, зборам како државно образование, дека буквално во основните училишта се очекува некаде од следната година, јануари следната година, како што беше најавено, да се изучува вештачката интелигенција, што е за поздравување, бидејќи треба да се воведе во официјалното, нели во образованието. Меѓутоа, чинам во Брейнстер тоа е едно од основните фокуси, принципи е вештачката интелигенција. До некако сега многу полесно и повеќе ја прифаќаме, можеби пред неколку години се уште гледавме како со одредена скепса, што ќе ни донесе, како ќе ни донесе, но што сега е јасно е дека нема бегање од тоа и дека тука е да остане. Тука е да остане, нема да си оди и дека од нас зависи како ние ќе се поставиме во однос на вештачката интелигенција, дали ќе игнорираме, таа ќе си биде тука или ќе ги научиме алатките за правилно да ја користиме, бидејќи сепак е алатка. Се слагам. Како гледате вие на ова и чинам дека имате една новина, тоа е AI at Work. Што значи тоа? Тоа значи дека треба си ја донесеме вештачката интелигенција на работа или како е тоа? Или дека нема бегање од тоа дека ќе треба секоја една професија да ја користи вештачката интелигенција? Апсолутно, значи нема да постои професија која што вештачката интелигенција нема да кажам да има импакт врз неа. Значи AI at Work значи токму тоа да можете секојдневно да изучувате најнови работи или од најбазични до најкомплексни работи кои што се поврзани со вештачката интелигенција, да кажам. Така да, инаку спомнавте за програмите кои што мислам дека министерот за дигитална трансформација министерот за дигитална трансформација, меѓутоа министерката за образование најавуваше дека ќе се воведува постепено изучување на она што значи имало, нели, се изучуваше еден предмет дигитална писменост, има нешто такво учениците, меѓутоа сега зборуваме за ова треба да е level up, ова треба да е веќе вештачка интелигенција, нешто што значи како да ја користиме, да не лутаме и да не биде нешто што ќе биде злоупотребено, туку да биде употребено онака како што треба во правилна насока. Ова е огромна тема во светот, да кажам, не само во Европа, и кај нас во светот, така да едвај чекам да видам што тоа значи и за Македонија и какви ќе бидат овие програми. Кога сме кај програмите на Брейнстер, можам да ви кажам дека буквално во секоја програма, дали се работи и во секоја од организациите на Брейнстер како групација, дали Брейнстер академиите, буквално секоја една академија има интегрирано во себе вештачка интелигенција, дали тоа се алатки за вештачка интелигенција во маркетинг или во дизајн. Значи, буквално во секој едно ќоше од програмите е вклучена вештачката интелигенција. Истото се случува и во ENU, како што ви кажав на почетокот, се работи за програми кои што... Тоа е Академијата за талентирани средношколци. Точно, академиите за талентирани средношколци се, да кажам, приспособени на едно ниво кое што е прифатливо за млади помеѓу 14 и 18 години. Значи, ќе се изненадите какви продукти градат средношколците за време на овие проекти кои што се, да кажам, како дел од академијата, нели? Така да, меѓутоа не е само во програмите кои што ги нуди Брейнстер како групација, туку и во секојдневното работење на луѓето во Брейнстер или значи буквално ефикасноста, да кажам, е една од стравовите е дека вештачката интелигенција ќе, и така беше најавувано, да бидеме искрени, дека ќе затвори многу работни места, што и може да се случи, меѓутоа работни места се затвараат и поради други причини, не само поради вештачката интелигенција, еден природен процес каде што потребна е замена на нови кадри, нешто како процес застанува, тука продолжува нешто ново. Но ќе не замени ли вештачката интелигенција? Треба ли да се плашиме дека некој некој друг ќе води емисија овде, ќе разговара и ќе дава одговори? Треба ли да се плашиме од тоа или треба да гледаме на тоа како предизвик и адаптирање за себе усовршување, така да го концепирам? Историски гледано, секогаш повеќе работни места се креирале
отколку работни места кои што се изгубиле. Секогаш кога се случува некоја голема трансформација, на пример доаѓа струјата во светот, сите викаат леле сега струја дојде, ќе не замени сите, нема да имаме што да работиме. Напротив, кога доаѓа една ваква голема промена, да кажам, во светот, постои нет позитив ефект на работната сила, односно или на работните позиции, односно повеќе работни места се креираат отколку што се загубуваат. Иако тоа можеби не изгледа така од оваа перспектива, меѓутоа сепак треба и да видиме на каде ќе се движиме. Меѓутоа, мислам дека нема потреба да се плашиме од artificial intelligence како поим или како дека сега ќе дојде некој робот и ќе не замени. Меѓутоа треба да се плашиме од луѓето кои што ќе изучуваат вештачката интелигенција или луѓето кои што секојдневно ќе бидат обкружени со вештачка интелигенција, ќе знаат да ја применат во нивното секојдневно работење. Да се плашиме во негативни или во смисла дека ќе имаат повеќе вештини од нас? Па да нема да ја злоупотреба сега. Треба да се плашиме од луѓето кои што ќе изучуваат доколку ние не изучуваме. Значи сакам да ви кажам дека е многу битно да се посветиме и да изучуваме вештачката интелигенција како таква, за да можеме да прогресираме како општество или во кариерата, ме разбирате. Значи не треба да се плашиме од вештачката интелигенција како појава, ајде да кажам. Туку напротив треба да ја гледаме како предизвик, да ја прифатиме и да ја приклучиме во нашето секојдневие. Значи е тука да остане, наше е да научиме како да ја користиме. На самиот крај сме кон разговорот, би сакала да го заокружиме ово со ваше гледиште, како гледате на генерално на образованието, нината која станува збор на Македонија, зборувам бидејќи сето оно што го правиме за на крај на денот за сите да бидат подобри, да имаме подобро утро, подобро место за живење за нас, за нашите деца, внуци и така натаму. Како гледате на генерално образовниот, каде ќе се движи Македонија кога станува збор на образованието? Какви млади ќе создаваме? Видете, нашата визија, ајде да кажам, во Brainster како организација е буквално да ја направиме Македонија земја која што ќе биде позната по квалитетно образование. Мислам дека сме на еден добар пат да го направиме тоа, даваме све од себе, соработуваме со компании, со светски компании како што се, не знам, Google, Meta или Spotify, значи носиме експерти кои што се од светски калибар, ајде да кажам, со цел да го пренесеме знаењето на нашите деца или на нашите млади, ајде да кажам. Така да се надевам дека образованието ќе успееме во нашата мисија и дека ќе го извадиме образованието на еден правилен пат во соработка со државните институции и со сето она што е Македонија, ајде да кажам. Благодарам многу за вечерашното гостување. Фала ти многу, Анастасија. Драго ми беше. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. Се надевам дека одговорите кои што ги обезбедивме вечерва за вас и сите оние визии за тоа како би изгледал образовниот процес ќе ви дадете на позитивна мисла за тоа дека во Македонија има талентирани млади и младите во Македонија ќе направат промени не само кога станува збор за подоброто општество во кое што живееме, туку зошто и да не и на подобар свет во кој што сите ние би живееле. Ви посакувам убав остаток од денот, останете на фреквенцијата на телевизија Алфа и секако убав викенд. Поздрав!